Ние социјалдемократите сме горди носители на прогресивната идеја за европска иднина на земјата и напредокот на нашето демократско општество. Вие, младите, сте движечка сила на позитивните промени и архитекти на утрешнината. А ние сме тука да направиме се за да можете во тоа да успеете. Сум го кажал ова и досега, меѓутоа сакам сега да го повторам. Јас како човек, пред се, стојам за потенцијалот што се наоѓа во секој млад човек и ќе направам се за подобра иднина на младите. Бидејќи не само успехот на државата и успехот на општеството, остварувањето на вашите идеи, соништа и амбиции исто така се еден од клучните мотиви за мене, извршувајќи ги позициите и председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и председател на владата. Затоа, без политички формулации, без заобиколувања, сакам директно да ви кажам зошто е важно сето она што го правиме за европската иднина на државата да успее сега и да успее веднаш. Што значи членството во Европската Унија за вас, младите? Верувам, не треба многу да ви објаснувам. Вие тоа подобро го знаете од мене. Од подобро образование, од подобри услуги, од подобри можности за градење на кариера, па се до слободно движење со сите држави во кои што сакате да одите, до поголемо дружење, пристап до различни фондови за реализирање на вашите идеи, како и шанси за развој на вашите лични и професионални потенцијали. Тоа е се она што доаѓа и тоа е она кон што ние се стремиме. Но прашањето кога е најважно во овој момент. Затоа што младите немаат време за губење. Вие немате време за губење. Македонија нема време за губење. Изгуби оваа земја премногу време. И сега треба да се направи чекор напред. Токму заради вас. Овој чекор напред не е за оние кои треба да одат во пензија. Ова е чекор напред за нивните деца да останат дома и да не седат сами во своите пространи куќи. За нивните деца и за нивните внуци е овој чекор напред. Немаат сегашните македонски генерации нови 10-15 години да ги фрлаат во ветер. Замислете пред 25 или 30 години, на почетокот на проблемот со Грција, да се решеше уште тогаш тој неразумен спор. Сегашните генерации ќе беа напред, ќе беа понапред со години, а мојата генерација немаше да изгуби и да потроши 20 години за решение. И секако ќе имавме за нас подобро решение. Секој објаснување и сите флоскули кои што се кажуваат за тоа какво требало да биде решение, како можело да биде решение, без да донесеш решение, е една обична демагогија. Носење на решение и носење на одлука е вистинско лидерство и вистински влог во иднината на генерациите што доаѓаат. А зошто изгубивме децении е прашање за други политички дебати и за други политички анализи. Но едно е сигурно, низ годините се правеле политички калкулации, се е мислило на рейтингот на политичарите, се е мислило од избори до избори, а не се е мислело на идните генерации. Во меѓувреме станавме заробена држава. 11 години не мрднавме од место, додека младите ни се иселуваа, земаа пасоши на туѓи земји. Затоа што младите сакаат перспектива, сакаат сигурна иднина и сакаат да живеат во држава која е членка на Европската Унија. И ние не можеме да ги вратиме назад годините кои поминале и за кои ни раскажуваат како тоа нешто не можело, без ниту еднаш да кажат како нешто можело да се направи. Но затоа можеме, и јас би рекол мораме, да извлечеме поука и да не дозволиме истите грешки да се повторуваат. Не смееме да дозволиме сега пак да изгубиме нови 10, 15 или 20 години и вашата генерација да остане во неизвестност, како што нашата генерација
остана во неизвестност. Не смееме да дозволиме да загубиме време, а на крајот да добиеме полошо решение. Тоа еднаш го видовме како изгледаше. Не смееме да дозволиме младите да бидат жртва на политичари без став, на политичари без визија, кои освен својата фотелја и желба за власт не мислат на ништо друго. Не смееме да дозволиме нова изолација, нови бранови, нови иселувања на младите, нови барања за странски пасоши. И кога ќе го погледнете политичкиот спектар, единствените кои прогресивно гледаат напред сме ние и нашите коалициони партнери.